Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте на првиот синдикален подкаст канал Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а вие ја гледате втората сезона од подкастот посветен на работничките и човековите права, синдикалното делување и граѓанскиот активизам. Во петата епизода од подкастот ќе зборуваме за состојбата во судската полиција, платите и условите за работа на вработените. Наш вечерашен гостин и соговорник е Владимир Литовски, претседател на Независниот синдикат на судска полиција. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, мило ми е што сум овде во подкастот. За почеток кажете ни нешто повеќе околу формирањето на синдикатот. Од кога постои и колку членови броите? Почетоците на синдикалната организација на Независниот синдикат на судската полиција се некаде во февруар-март месец 2019 година, кога и беа формирани првата во стварност синдикална подружница, Битолска апелација Битола. Со формирањето на таа синдикална подружница беше и почеток од стартот на за прв пат формирање на синдикат на судска полиција. Идејата тргнуваше од Независниот синдикат на полицијата, каде што ние успеавме да се приклучиме. Бевме поканети да се приклучиме и се приклучивме и почнавме да ја формираме. Првично јас бев избран како председател од членовите тие кои што се зачленивме на стартот во синдикалната подружница на апелација Битола, поради тоа што сум и јас вработен во судска полиција во апелационен суд Битола. И од тука тргна активностите. Веќе во октомври месец истата година, 2019 година, беа создадени услови за да може да се формира на ниво на Македонија синдикална организација на судската полиција. И октомври 2019 во Скопје овде беше формирана таа синдикална организација на судската полиција, која што на почеток броеше некоја минимална бројка и беше на старт и беше многу, да речем, слаба. Ама со тек на време успеавме да направиме една многу јака и многу добра синдикална организација, за која што сакаше многу труд беше вложен, многу време одвоено, ама работата си ги покажува резултатите. Така да сега имаме синдикалната организација на судска полиција, која што на ниво на Македонија опфаќа негде околу 80% од вработените во судска полиција што се на ниво на Македонија. И тоа е една репрезентативна бројка. Сепак 80% е добра бројка, што јас мислам дека сепак со уште работа и треба дури и 100% да бидиме. Иако мислам дека е како утопија тоа дека 100%, ама сепак надежта со работа мислам дека може да се стигне уште до поголема бројка и дека ќе се оди на таква работа. Така, кои беа причините за создавање на овој синдикат? Причините беа судската полиција беше формирана како служба уште во 1997 година. Што значи до 2019 година, то се 22 години, ние бевме како членови на судските полицајци, припаѓаа како членови, тие што сакаја нормално да членуваат, беа како членови на УПУС, на Сојузот на синдикати на Македонија. Но условите за работа и платите и додатоците во тие 22 години ние одевме само надолу. И со секоја измена на закон што се правеше, ние никогаш немавме наш представник од судска полиција во тие работни групи, комисии или не знам што. Никој од нас немаше пристап до преку синдикат да влези во министерства или било каде да разговара. И стално бевме турнати на маргината на тие таквите разговори. Од друга страна, од 1997 година јас себе сум од стартот на формирање на судската полиција. Сите штрајкови што беа спроведени во судството, сите штрајкови беа спроведени преку грбот на
судските полицајци. Со забрана за влез во судови, со, не знам, блокирање на судови, со се организираше преку грбот на судските полицајци, за на крајот кога ќе се направи било какви измени, судските полицајци да бидат на штета на судските полицајци, не да што ќе добијат, туку дури штетни да бидат договорите за судските полицајци. И тоа беше главната причина за да ние имавме обиди да бараме уште од 99-та година, 2000-та година, баравме формирање на синдикална подружница, организација, било како во рамките на Сојузот на синдикати на Македонија. Немаше шанса неќе да ни да слушнат да има таква работа. Не ни прифаќаја. Овде ја видовме можноста дека може да формираме таква и ја формиравме. И тоа беше идејата унапредување на правата на судските полицајци и работите кои што ни следуваат да ги добиеме. Споменавте дека 80% од вработените се ваши членови. Па колку вработени има во судската полиција на ниво на Република Македонија? Вака сега, формирањето на судската полиција во 97 кога се формира, беа на ниво на Македонија 240 вработени судски полицајци. Од тогаш до сега се отворени уште 3 нови суда на ниво на Македонија. Во меѓувреме, зборам од 97 наваму. И тоа се Управниот суд на Република Македонија, Висшиот управен суд и Апелационен суд во Гостивар. Тие 3 суда се формираа плюс 240 луѓе бевме, а моментално сме 185 или 6, така нешто. Таа бројка варира тука негде околу 190, од 190 до 180. Зависно бегат во странство луѓе, не напуштат на работните места. Не знам, има дури што се пензионира луѓе. Од друга страна има луѓе што ни се приклучват од армијата, што мислам со распределување, со превземање од професионалните војници, така да таа бројка тука варира. Ама по систематизација уште на стартот требаше да бидат негде на ниво на Македонија околу 260-270, а сега сме со 3 плюс судови дојдени на бројка од 180 и нешто. Дали се преоптоварани со работа судските полициски службеници? Па да, со бројката која што моментално е на ниво на Македонија, преоптоварени се. Имаме судови во помалите градови кај што не, ама тоа се многу малце, каде што има доволен број на судски полицајци вработени, но повеќето судови низ Македонија фалат судски полицајци. Имаме градови каде што стигнуваат преку 40 и нешто 50 сати преку време на работа да имаат колегите од судската полиција. И оптовареноста е стварно голема. Кога 50 сати, 60 сати преку време на работа некој ги прави, тоа значи дека тој дома не стигнува да се види со фамилија, со деца, со роднини, нема време ни за излегување, ни за ништо. Да не зборувам дека во такви судови организирањето на годишните одмори е проблем. Каде што нема луѓе, не може да се покрие. Од друга страна, работата на судската полиција е 24 сата треба да се обезбеди објектите на судовите. И е многу одговорна работа. Каде што имаме многу, се расправаме со криминалци. Оти сите кои што полицијата ќе ги фати, што треба да стигнат до затвор, сите поминуваат низ судовите. И ние како судски полицајци со сите тие криминалци треба да се расправаме. Сите знаеме дека затворската полиција колку сега е актуелно, колку е оптеретена и колку сите тие работи со затворите. А никој не кажуваме дека сите што стигнале таму, поминале низ судот, ама сега имаме плюс. Дури и браќата за меѓата која се тужат, треба да поминат во судот. И за било која на најосновни работи или за прекршок најосновен, најмал погрешно паркирање се случува луѓе да не ја платат казната и да идат во судот. И сето тоа поминува преку судските полицајци. Сите тие работи влијаат на работата на судските полицајци, оптеретувањето е стварно големо.
Според потребите, што мислите, која бројка на вработени во судска полиција би била задоволителна? Па ако првично со систематизација беше 260 луѓе, формирани се уште 3 судови плюс, мислам дека бројката под 300 не треба ни да се размислува. Што значи негде, ајде не е дупло, ама скоро дупло од ова сега што е бројката. Од 180, значи негде треба да оди на 300, уште 120, 130 судски полицајци би требало да има вработување за да може да почне да функционира службата како што треба. Да се намали оптеретувањето на сегашните судски полицајци, а истовремено да се зголеми безбедноста на судовите и објектите и на луѓето кои што работат и на странките во судовите, кои што доаѓаат. Така, како тече процесот на вработување на судските полициски службеници? Се бараат ли некои посебни компетенции, бараат ли претходна обука? Вака сега, последниве некои 6 години, мислам дека 7 години, процесот на вработување во судската полиција не тече никако. Затоа што ние имаме и моментално актуелен закон за судска служба, во кој што за вработување на судски полицаец се бара сертификат за странски јазик, да исполнува ова TOEFL, како е ова TOEFL, како е тој некој стандард кој што го барат за раководни функции овие што треба да го имат. Но проблемот е, го гледаме на телевизија и сегде, дека се прават дури од највисоките функционери во државата, се прават злоупотреби на таквиот сертификат, се зема фалсификати од Бугарија или не знам од каде, затоа што во Македонија нема институција која што го издава таквиот сертификат во моментот. И сега ние сме доведени во ситуација да не може да се вработи судски полицаец затоа што нема институција која издава таков сертификат за странски јазик за да може да конкурира некој за вработување во судската полиција. Тоа е првиот и основниот проблем. Тоа беше внесено во закон 2014 година. После некои 4 години, 5 години, кога сфатија дека тоа е нефункционално, се направи измена во законот за судска служба, каде што, бидејќи не можеше никаков судски службеник, нити дактилографка, нити стручен соработник, ништо не можеше да се вработи. И се направи измена на законот за судска служба, но овај услов се промени само во делот кај судските службеници. А сите, она што го зборував, никој не се ангажираше за судските полицајци да размисли. Во делот кај судската полиција не ја направија измената и остана. И ден денес е тој закон во функција. Таков и не може да помине оглас да се вработи човек затоа што нема од каде да се набави таквиот сертификат. А има ли огласи воопшто за вработување? Не, се објавија неколку огласи прошлата година, барем, од кои успеа на ниво на Македонија само еден или двајца да се вработат што го имаат тој сертификат. Нема луѓе што можат да се пријават да исполнуваат условите. И воопшто не се ни трудат, затоа што во судството има многу еден, не знам како да речем, лош начин на вработување општо во судството. Секој суд бара одреден број на вработувања за во судот, секој председател на судот. И сега ако побара судот 10 луѓе дека му требаат вработување, тогаш на председателот на судот му се одобруваат 3. И тоа не му кажуват дека треба да се вработи еден судски полицаец, еден, не знам, техничко помошен персонал, стручен соработник, туку му велат можеш тројца луѓе да вработиш сам. А ти одбери што сакаш да вработиш, од овие што ти треба. И сега председателот на судот воопшто не ни пробва да објави оглас за судски полицаец да вара, која знае дека никој нема да му се пријави. А од друга страна ќе го изгуби правото да вработи човек што вистина ќе му треба. Така. И нема не само огласи што не се објавуваат, туку и нема и да се објават, нема кој да се пријави. Тоа е првата работа.
единствено пополнување во моментот на редовите на судската полиција е од професионалните војници. Со навршување на 45 години професионалните војници имаат право да одберат дали ќе сакаат да се вработат, ако сакаат можат да побарат да се вработат во судска полиција. И тоа е процес на превземање од Министерството за одбрана и меѓу Министерството за одбрана и судовите, и судот, конкретно каде што живее човекот кој што бара работникот. И сега имаме ние во Источна Македонија многу професионални војници, такво, не знам, беше така работата од Источниот дел на Македонија има многу повеќе професионални војници за разлика од што од западниот. И сега во Источниот дел, каде што се пријавуваат луѓе за ова, нема потреба во некои судови, дури ви реков и помалите судови обично се такви, неколку се каде што веќе од бројот кој што треба на судски полицајци е пополнен. И немаме потреба. Додека во западниот дел на Македонија нема толку ова професионални војници, а и од друга страна моменталните како што се услови со плати, со бенефиции, со такви работи, не се атрактивни за да барат професионалните војници за да се вработуваат во судска полиција. Иначе со законот, ова што ме прашавте, кои услови треба да се исполнат, тоа е толку, моменталниот закон е толку штуро, да речам, напишан, што буквално за судски полицаец да се вработи, треба да има средно образование. Било кое, никаква обука не е предвидена. Значи, тотално е работата без формирана е судската полиција и поќе ништо не е превземено од тогаш. Ништо не е унапредено, ништо не е превземено, без никакви обуки, без ништо. Има задолжување да треба да се спроведуваат континуитет на обуки константно, еднаш годишно, два пати годишно, дека треба да се организираат од страна на судовите. Никој не предвидува средства за таква работа и никој нити ги организира, нити се... Нема, оставени сме самите на себе на крајот. Сметате ли дека имаат потреба од постојана обука и поддршка? Па нормално дека имаат. Работата на судските полицајци е работа која што не само при вработувањето што треба да се обучи човекот за да биде вработен. Треба да има некој континуитет на обуки, затоа што сепак ние се соочуваме со примена на многу од законите, да речеме. Треба да имаме обуки од професионални предавачи кои што ќе ни држат обука за измени на закони, на кривичен закон, на закон за прекршоци. Затоа што действијата што ги превземаме како судски полицајци се врзани со примена на закони. Ние не смееме да пречокоруваме закони. Од друга страна, физичката обука стално треба да ја има. Во текот на годината барем 2 пати, 3 пати треба да биде организирана. Треба да има гајања, треба да има ред функции во тоа е континуитет на обука кој што мора да се задржи, мислам. И треба да има, ама кажете ми, каква е состојбата со платите? Тоа е посебна болка. Платите... Вака сега, судски полицаец, основната плата на судскиот полицаец е минимална плата плюс 1 бод за средно образование и 7 бодови за работно место. И тоа се значи минимална плата плюс 8 бодови. Кога знаеме дека на ниво на Македонија во бруто износ 1 бод е 87,6 денари, тоа иди дека негде во нето платата на судски полицаец е минимална плата плюс некои 400 и нешто денари, 500 денари, што значи негде околу 23.000 денари основната плата стартната на судски полицаец. И тука е проблемот кој што го кажуваме цело време. Не може да се привлечи
млад човек од 25 години да дојде да работи, работа која што има огромна одговорност, каде што носиш оружје, каде што носиш пендра, клисици, треба да се расправаш со деликвентите, со криминалците и со ред други работи, за 23.000 основна плата. Кога сите гледаме огласите, маркети или не знам што со стартна плата од 35.000, 40.000, ние сакаме да привлечиме луѓе, нова сила, нова енергија која што ќе биде во синдикатот. Имаме додатоци на плата. Нешто малце од соформирањето на овој синдикат успеавме да мрдниме преку тие исплаќање на тие додатоци, затоа што ние имавме проблем ни додатоците не се исплаќа. Ние одевме, кој одеја, кој не одеја, ни то не одеја, со тужби. Одевме да ги наплаќаме тие што ни следуваат додатоци. Ама не е начинот да треба да се... Пазете апсурдот кој е. Јас кога влегов на работа во судска полиција, пред тоа работев во некои приватни фирми или не знам каде, кога влегов и беше идејата, сега влегвам во суд и сега барем сум раед дека се што ми следва се ќе ми се исплати. 97 во јуни влегов на работа, во 2000 година јас ја поднесов првата тужба против судот. И јас од тогаш 24-5 години, јас го тужам судот. И упорно добивам на суд, и упорно ми се плаќам, и ги добивам работите преку суд. А работам во суд. И сега што очекуваме другите во државата дека треба да имаат, кога судот како суд не ги исполнува. Можам да речам дека сега ги доведовме судскиот совет и судскиот буџетски совет, моментално секако што е по закон се ни се плаќа. Ама за да стигнеме до тоа, моравме да организираме како синдикат по 70-80 тужби одеднаш да бидат поднесени за иста работа, па да се свестат дека дај да почнеме да плаќаме, заради да немаме трошоци други неоти не сакат нас. Кога не ти е јасно за што се работи, за пари се работи. Работата е тоа беше и овде со тужбите. Така да стигнати сме моментално, да, имаме судови кај што има судски полицајци со преку 25 години стаж и се наплата со 28-29 илјади денари, но имаме судови каде што се остварува и преку време на работа и во недела работа и работа во празници и такви работи, па каде што стигнуваат до една добра сума на пари, каде што стигнуваат до преку 45-50 илјади денари, зависно од работното место со високо образование, командири, заменик командири, таквите. Доволни ли се тие надоместоци? Надоместоците никогаш не се доволни. Не се доволни во смисла имаше, во стварност има се уште во законот актуелниот, еден член каде што вели поради обем и сложеност на работата и работните задачи, министерот за правда со подзаконски акт дава на секој суд поединечно колку до 20% колку што мисли обемот дека е на работата и работните задачи. И заради тоа изготвува правилник министерот за правда. Тој закон е тоа е внесено во законот од 2006 година. Прв пат. И никогаш министер не донесе никаков подзаконски акт и ние не земавме нити еден денар, нити 1% за таков додаток. Со формирањето и почнувањето со активностите на овој синдикат, на независниот синдикат на судската полиција, со поддршката од независниот синдикат на полицијата кој што веќе беше формиран и каде што ние сме членка и масовноста нивна, ние имавме организирано и многу протести. И го актуализиравме прашањето на донесување на таквиот
подзаконски акт на таквиот правилник од страна на Министерството за правда. Во почеток тоа беше со министерка беше Рената Десковска, со неја започнавме, но имавме многу недоразбирање со министерката Десковска. Не се сложувавме ние во таквиот начин како што сакаше таа да го донеси подзаконскиот акт, правилникот тој. Но затоа потоа со господинот Маричич, која дојде, со него веќе имавме и протест, еден добар организиравме и малку насила, малку и добра волја, беше вклучен и беше како советник на премиерот Милан Живковиќ за труд и социјална политика, се вклучи значи и од владата човек и успеавме да го напишиме тој работна група беше формирана каде што наш представник имаше во работната група и се состави тој правилникот и се одредија кои проценти. Првично нашето барање беше на сите, на ниво на Македонија да биде 20% за сите. Но наидовме од Министерството за финансии на несогласување, не сакаа ни да слушнат. Се поделија судовите на 3 нивоа со тој правилник, спрема обемот и сложеноста на работата и работните задачи, и тоа беа во првата категорија со највисок обем и сложеност на работата и работните задачи беа двата скопски суди, кривичниот и граѓанскиот суд, каде што е најголем обемот на работата. Потоа во втората група беа ставени Врховниот суд, апелационите судови, Вишиот управен, управниот суд и сите апелационите, ги реков, и сите судови со проширена надлежност што се. И во третата група беа ставени судовите кои што не се со проширена надлежност, тоа значи судовите кои што се во помалите градови, како што е Крушево, Делчево, Виница, не знам, такви помалечки градови каде што немаат проширена надлежност. Првичното, кога веќе дојдовме до тоа, ние одевме цело време дојдовме до расправија за степенот на процентите, висината на процентите до 20%. Ние баравме за тие 3 суда, двата суда поголемите во Скопје 20%, 18% за овие во втората група, 15% за најмалите судови. Тоа беше категорично одбиено од Министерството за финансии и од нив ни беше понудено 15%, 10 со 5. И тука веќе имаше страшно многу преговори, јавувања, не знам, притисоци од наша страна и врзна с притисоци огромни имавме и не знам такви работи и стигнавме баш како на пазар, да стигнеме да се пазариме и моментално се донесе тогаш по стварност и моментално ги земаме додатоците. Двата судови скопските, овие поголемите 18%, овие што се во втората категорија судовите 13% додаток на платата и помалите судови 8% додаток на плата. Но, го велам не е доволно поради тоа што судските полицајци сепак се овластени службени лица. Како овластени службени лица, како што се иста категорија и во Министерството за внатрешни работи, и во затворската полиција, и во шумската полиција, сите овие 3 полиции земаат додаток 30%. Во полиција во стварност има од 20% до 45% кои што земаат, но затворска и шумска полиција се со 30 и 90% од вработените во Министерството за внатрешни работи се со 30% додаток. И поради тоа и ние го бараме истото. Да не биде до 20%, па да се одредва за кои судови ќе биде колку проценти и да чекаме добра волја на некој министер, па да можеме да добиеме некоја ситница, туку да се биде регулирано во закон 30% за сите на ниво на Македонија и да биде како што треба. Кога сме ке платите и недоместоците, како синдикат, дали сте во преговори за повисоки плати? Па да. Значи, ние моментално и сега, а и во последниве
2 години и нешто учествуваме како синдикат во работна група за измени на законот на судска служба. Уште пред не 2, туку повеќе, пред 2,5-3 години донесена е одлука на ниво на држава дека треба да се направат измени на законот за судска служба. И сепак активностите наши како синдикат доведоа до тоа дека ние сме релевантен фактор кој што треба да кажи за судските полицајци. И поради тоа дозволено е нашиот синдикат со решение од министерот да биде член на работната група, да има представник во работната група од нашиот синдикат. Сега во моментот се работи на тој закон. Јас сум представник од независниот синдикат на судската полиција. Истовремено извојувавме и имаме ние на ниво на Македонија командант на судска полиција, кој што е во Врховниот суд, да биде и тој представник од судска полиција, што значи дека имаме веќе луѓе кои што ги знаат проблемите на судската полиција и тука во тој закон ние го додаваме ова што ви го кажав 30% да биде додаток. Тоа е првата работа. Другата работа, бараме во законот да влези враќање барем пред 5 години нивото кое што го имаше судскиот полицаец према во однос на другите вработени. Затоа што пред 4 години така нешто се донесе некоја одлука, нема 4-3 години, така нешто, не е битно. Се донесе некоја одлука, сите судски службеници земаја 2 години додатоци на плата, и тоа додаток на плата за доверливост, за висок ризик и не знам за шо више. И секој месец земаја по 15%. Сега да е абсурдно. Библиотекарка, пример, во судот, има додаток за висок ризик, а судски полицаец нема додаток за висок ризик. Не му следва. И ги земаја 2 години по 15% такви додатоци за доверливост, за чување на лични податоци. Кога ќе влези странка во судот, првото е што личната карта се дава кај судскиот полицаец за да се заведи дека таа странка влегува. А личните податоци кај благајничката никогаш не стигнуваат. Ама благајничката или библиотекарката зема додаток за висок ризик, за доверливост и за, не знам, чување на лични податоци. А судската полиција ги нема. И сега после 2 години тие ги земат такви додатоци, ние како судска полиција ги немаме, носат одлука, вика 15% секој месец му се исплаќат на сите судски службеници, поради тоа, еве ќе му ги зголемиме платите за 15%, и тоа ќе бидат истите пари што му ги даваме за додатоци, повеќе додатоци нема да му даваме, ќе му ги зголемиме платите. И ги зголемуваат платите на сите судски службеници, ама на судските полицајци не. Затоа што вика, вие не земавте. Тие се парите, вели истите. Ама остават пак членот дека може да се земат додатоци кај судските службеници. И после 3 месеци пак продолжуват да земат по 15% судските службеници. И ние паѓаме само надолу како судска полиција. Сега барањето во измените на законот, барем тие 15 на старт да се зголемат. И најавеното зголемување, кое што ќе биде сега со минимална плата, со сите работи, како што ќе биде за сите, после тоа, дали 7, дали 10% ќе биде, колку што ќе биде, исто и за нас да биде. Ама, првично да ги вратиме, барем сега на некое ниво од пред неколку години платите. И мислам дека ќе наидиме на разбирање кај во Министерството за правда реално наидуваме на разбирање за таа работа, но мислам дека ќе има политичка волја и од Министерството за финансии да се одобрат тие средства. А кога е предвидено да се донесе новиот закон за судска служба? Работната група веќе до крајот на овој месец ќе заврши со работата. После тоа следуваат процедурите ЕНР, истакнување, средување во Министерството за правда, испраќање на мислење во Министерството за финансии, во Министерството за труд и социјала, во Фондот за пензиско, затоа што ние и таму имаме
бенефицираниот стаж регулацијата, и за тоа ќе објаснам, негде предвидено е дека до крајот на јуни треба да биде донесен тој закон, да стапи на сила. Така. Сега, ќе видиме. А какви се актуелните услови за работа на судските полицајци и како синдикатот се обидува да ги подобри? Моменталните услови за работа на судските полицајци, првично, секој суд се јавува како работодавач. Значи, не е целата судска полиција вработена под Министерството за правда или под судскиот совет, туку секој судски полицаец е работодавач, му е судот каде што е вработен. И поради тоа првично зависи од председателот на судот и од судот кај што работи судскиот полицаец, какви се условите. Но гледано генерално, на ниво на Македонија, условите се лоши. Лоши се затоа што, ајде да почнеме со униформите. Униформи на ниво на Македонија последен пат се даени пред некои 18-19 години. Значи 18-19 години не е организирано униформа да се дај на ниво на Македонија на сите судски полицајци. Оставено е на председателите на судовите да набават униформа за судските полицајци доколку сакаат. Затоа што нигде не се обврзани во закон дека треба да набават. Се случва дека секоја година судскиот совет, судскиот буџетски совет има побарување до Министерството за финансии за опремување и униформирање на судските полицајци. И секоја година од Министерството за финансии на судски буџет му се префрлаат пари за опремување. И то негде мислам дека беше последно сумата околу 500 евра за секој судски полицаец годишно. Му се префрлаат. Но судскиот совет и судскиот буџетски совет никогаш не спроведват тендер и прат пренамена во септември месец некаде на тие средства и ги пренаменват во материјални трошоци и му ги префрлаат на судовите како материјални трошоци. И тука кога ќе ги земи председателот на судот тие средства како материјал, има, не знам, 6 полицајци по 500 евра, 3000 евра. Тој може да ги употреби тие 3000 евра буквално за што сака. Сега велиме кај што имаме многу добри председатели на судовите, ќе купат по едно радо панталони и по една кошула. И ќе потрошат по 2000 денари за еден судски полицаец и велиме, тој е добар председател на суд, купи нешто. Не купи од негови пари, купи од пари што се наменети за опремување на судската полиција и то купи за 2000 денари, а останатите пари кои што се префрлени 28 за мене конкретно за опремување, тој ги искористил, што знам, за реновирање нешто во судот, за службеното возило, поправка или за, не знам, материјални трошоци се. Може да ги употреби за што сака. Од друга страна, опремата. Судската полиција користи вооружување од депоата на судовите. Во 2001 година или втора, така нешто, беше поделено оружје на судските полицајци. И тоа беше запленето оружје од депоата на судовите. Сега во каква состојба е тоа оружје, тоа е веќе посебна приказна. Значи, ние имаме во суд пиштол од 43-та година. Речем, што нешто не е функционален. Туку да го видиш не е исправен пиштол. Оружјето е катастрофа. Ние должиме оружје со пиштоли со кои што е извршено убиство, пример. Или такви работи, и ние ги должиме тие, и најновите се, не знам, од 70 и некоја година производство. Оружје. И никој не се ни труди да... А збораме, како што рековме, за бројка од 180 луѓе. Тие средства што се префрлаат на судскиот совет, да сакат да се употребат по 500 евра годишно, има средства за да можат да се опремат судските полицајци. Но волја нема. Барем до сега. Сега со новиот председател на судски совет Камповски, Александар, ние имавме некои првични разговори со него. Донесена е одлука на судски совет за набавување на униформи
за судската полиција на ниво на Македонија. Последно, колку што бев информиран, задолжен е управниот суд на Република Македонија да го спроведи тендерот како тендер. Нема да биде веројатно комплетна униформа од АДШ, но поголем дел од униформата ќе биде набавен за судската полиција. И тоа е еден од успесите, моменталните сега, последните на синдикатот и заложбите на синдикатот за добивање на таква работа. Со несоодветна опрема, каква им е безбедноста моментално на судските полициски службеници? Никаква. Кога немаме соодветна опрема, нормално е дека не можеме и да прво самите да се заштитиме како што треба, а после тоа да ги заштитиме и судовите, и вработените во судовите, и странките кои што влегуваат, и комплетно ситуацијата да имаме под контрола. Затоа што јас стварно се чудам и стално му го поставувам прашањето и во судски совет и во судови каде што влегувам со председатели, каде што разговарам. Мене никогаш не може да не ми станува јасно. Имате вооружена формација која што е задолжена за да се грижи за вашата безбедност. И вие место да ја унапредвате таа вооружена формација, не заради друг, заради себе, заради лична безбедност, заради лична заштита, вие се трудите колку што е можно да ја ништите, со самото тоа ја ништите и вашата безбедност, а и на тие луѓе кои што се вработени во судската полиција. Судската полиција е формирана, кај нас, веројатно се во државата оди така, од кога ќе се случи нешто, како беше случајот сега со девојчето што загина на партизанска овде во Скопје, требаше да имаме таква една несреќа, да има протести, за да почне да функционира, да се убрза безбеден град или не знам што и да се казнува повеќе и да се активира полицијата, сообраќајната и сите тие работи. Истото е и овде. На ниво на држава е, мислам дека комплетно со тоа така. Судската полиција е формирана во 97 година затоа што во 95 година во Виница во судница внатре со пиштол уби адвокат, не знам, странки што му беа од противната страна, имаше убиство во судот во Виница. И така тргна работата за да се формира судската полиција. Сега веројатно треба да почекаме некој пак да загини во суд, да има некоја таква немила случка, па за да почнеме да размислуваме да ја унапредва, да ја опремуваме судската полиција, како што па да ја зголемиме безбедноста на судовите. Ние кога почнавме на работа по 97 година, буквално секој ден имавме кај мене во мојот суд, барем, имавме запленети 10 ножеви, пиштоли, боксирачи, не знам такви работи. За да стигнеме сега, ние немаме повеќе запленување на такво оружје, бидејќи сите знаат дека во суд не можеш да влезеш повеќе со било какво оружје, дека имаш претрес на вратата. И никој не се ни осудва, ретко се случува некој да се осуди да проба да влези со било што од оружје. Имаше сега еден обид пред колку има една недела, од прилика пред 7 дена, во кривичниот суд некој кој што влегваше со 2-3 ножа и сатор, не знам што влечкаше со него, ама до тука стигна, до вратата до судската полиција. Натаму не оди. И не знам, мислам дека ќе се свестат надлежните дека мора да превземат нешто до екипирање и опремување на судската полиција како што треба, обуки како што треба да се спроведат, заради зголемување на безбедноста и на судовите, и на вработените, и на странките во судовите. Кој ќе споредите со годините наназад, има ли некои позитивни промени? Па, позитивни промени. Имаме позитивни промени само во делот на остварување на овие додатоци и такви работи, а во условите за работа немаме никакви промени. Ниво од континуитет, од формирањето па наваму, ние некои промени немаме во тој дел. А во остварување на овие работничките права,
со самото формирање на синдикатот, со актуализирањето на синдикатот пред институциите, со барањата постојани, со упорноста на синдикатот, со организирање на протести, со излегување на улица, веќе почнуваат да се осеќаат таквите промени. Заштитата на судските полицајци пред председателите и пред судски администратори во судовите веќе ја имаме на поголемо ниво со формирањето на синдикатот. Со самото тоа почнуваат да се свестуваат, мислам дека има, да не сум скроз критичен, некои мали промени затоа што му дозволуваат на судските полицајци во поголем дел да ја организираат самите работата, да не му наметнуваат некои глупи правила кои што мислат дека се важни од раководствата на судовите. И тука е некое подобрување, барем самите ќе превземеме затоа што веќе искуство од 25-6 години, нагоре 28 години, веќе искуството не има научено кај треба, што треба да превземеме и кога треба да превземеме. И ние самите немаме обуки, мораме самите од искуството да учиме да прави. Кога ќе дојде некој од раководство на суд, председател на суд, кој што избран недела дена пред тој, работи во судството, не знам, 6 години, 7 години, и иди и ти поставува некои правила, стварно ти се нејасни некои работи, со самите правила што ги поставува, ја загрозува поќе безбедноста на судот, но мислам дека почнавме да сваќат дека самите кога се организираме подобри сме од што кога пробват да ни наметнат некои работи. Имате ли подршка од институциите за вашите барања, иницијативи, активности кои ги спроведувате? Па, генерално да. Во Министерството за правда, во овие барем 5,5 години, 6 години функционирање на синдикатот, во глобала со сите министри, со кој повеќе, со кој помалце, но сме имали и добра комуникација и поддршка сме имали. Дури можам да речам дека сега во моментот со министерот моменталниот што е, сме имале најслаба комуникација од наназад годините, но имавме средба, остваривме средба и со министерот за правда моментално. Од друга страна, мислам дека е сепак и то на министерот одлука, на службите што се советниците неговите, кои што ја водат и работната група и кои што се вклучени во измените на овие законите, ние како судска полиција имаме стварно добра поддршката. Од друга страна, во фондот за пензиско, пошто судските полицајци немаме ни бенефициран стаж. И сега се бориме во овој закон да биде и бенефицираниот стаж. И тоа се расправаме веќе 4 години наназад со труд и социјала, со фонд за пензиско и со таква работа. Имаме од пред година и пол од фондот за пензиско и од Министерството за труд и социјала тогашно добиено одобренија за прифаќање на таквиот начин на бенефициран стаж и начин на пензионирање за судските полицајци. Така да во глобала со тие министерства кои што комуницираме имаме кога како, зависно од министер до министер како што се сменуваат, некојаш поголема, некојаш помала, но имаме некоја соработка која што се трудиме стално да биде подобра. Се трудиме да сватат министрите дека ние не сме противници. Дека диалогот со нас како синдикат само ќе има корист и министерството и судовите. И мислам дека, пак ќе речам, зависно од министеро, некој го сваќаат како што треба тоа, некој послабо, ама имаме во глобал поддршка. Да. Кои се досегашните синдикални успеси на кои сте особено горди и би сакале да ги издвоите? Како прво, најголем успех мислам дека како синдикат и мој, ќе речам, првенствен успех е тоа што успеав
како што реков, 80% од судските полицајци да ги обединам во овој синдикат. Направив комуникација прво на ниво на Македонија меѓу сите судски полицајци да можат, пред тоа иначе немаше никаква комуникација, многу мала комуникацијата беше меѓу колегите. Првенствено е тоа една голема придобивка, затоа што може да се споделат искуства, може да се споделат проблеми, да се решавање на проблемите, начинот и ред такви работи, ја имаме комуникацијата прво. Тоа е првото и основното кое што го постигнавме благодарение на независниот синдикат на полицијата, каде што ние како синдикална организација судската полиција влеговме. Тоа е првото. Како што кажав, правилник кој што беше подзаконски акт, правилникот донесување кој што беше од 2006 година, 14 години нити еден министер никогаш не ни помислил да донеси таков подзаконски акт, со наша борба, наши заложби и сето тоа, успеавме да се издействува тој правилник да биде донесен и тој правилник е и во моментот во функција и сите полицајци, судски полицајци ги гледаат придобивките на ливчето на платата, на сметката на крајот од тоа. Другата работа е тоа што буквално, како што ви кажав, нема основ по кој можеме да тужиме. Заложбите наши како синдикат и организирањето на тужби и разговорите и со судски совет, и со судски буџетски совет, и со министерствата доведоа до тоа да почни да ни се исплаќат буквално се по закон. И мислам дека сега сме дојдени, не знам дали има друго министерство во државата каде што се исплаќат сите побарувања, сите додатоци, се како што треба по закон. Кај нас се исплаќа на судската полиција се по закон во моментот. И тука е друг е проблемот што треба поголеми да се исплаќат, да се сменат законите, ама тоа што е сега во закон, тоа се исплаќа. Кои се вашите следни синдикални планови и активности? Синдикалниот план во поглед на судската полиција, како што рековме преге, дека овој закон до јуни месец треба да се донеси. И тој закон, јас сум многу убеден дека ќе биде донесен. Но понатаму, мојата заложба, како водач на овој синдикат, да речем, а и председателството на синдикатот на судската полиција, независниот синдикат на судската полиција, понатамошна заложба ќе ни биде одвојување на судската полиција од законот за судска служба и правење на нов закон кој што ќе биде само за судска полиција. Моментално имаме некои разговори и таква работа и мислам дека има услови, дека се створени услови за правење на таков закон. И тоа ќе биде после јуни месец, после донесување на овој закон, наредна фаза ќе биде тоа, каде што ќе биде донесување на закон за судска полиција, во кој што ќе биде од А до Ш се регулирано. И нема да имаме со допирни точки со судските службеници, затоа што вработените во судската служба, судските службеници во стварност, судската служба се дели на судски службеници, судска полиција и техничко помошен персонал. Судските службеници ги опфаќа дури и законот за административни работници, што е, а судската полиција е овластени службени лица. Што значи немаме ние допирна точка едните со другите. И поради тоа мораме да бидеме одделени од законот како закон. Сега сме одделени во башка глава, се посебно, не ама се. Оти ако почнеме да го пишеме во посебната глава се што треба за судската полиција, тогаш ќе излези 2/3 од законот за судска служба да биде за судска полиција. А тоа нема никој да го дозволи такво нешто. Затоа нов закон ќе биде наредната заложба и каде што ќе се унапредат многу голем дел од правата на судските полицајци. Од друга страна, со овој закон, со донесувањето
Јас што се надевам дека ќе помини така како што го имаме пишано ние. Судските полицајци ќе добијат за прв пат бенефициран стаж да имат, а и од друга страна начинот на пензионирање, затоа што многу важен е на кој начин ќе се оди во пензија, не е само да се добие бенефициран стаж. Ние имаме луѓето кои што почнавме веќе 28 години кои што сме на работа во судска полиција. Утре ако почнат да ни плаќат нас бенефициран стаж, нема да си одиме на 64 години, ќе си одиме на 62 години. А сите сме свесни дека 62 години човек не може да извршува таа работа. Поради тоа ние го имаме составено и ги имаме, како што ви кажав, одобрувањата тие, и тука ќе биде најголемата заложба ова. После 55 години старост да може и тие луѓе да си одат пензија, и тоа да со пристојна пензија, не со пензија од 15-16 илјади или така. Да не бидат социјални случаи кои ќе си заминат пензија, туку да имат некоја барем минимално пристојна пензија за да можат да живеат како достоинствени луѓе. Да речем. И тоа мислам ќе го успееме. Како помошник генерален секретар на Независниот синдикат на полицијата, како ја оценувате нивната работа? Јас сум како помошник генерален секретар на Независниот синдикат на полицијата од после со формирањето на новото раководство фактички на Независниот синдикат на полицијата. Тоест, ние имавме во април месец прошлата година конгрес на кој што имавме избор на председател на Независниот синдикат на полицијата и тука беше избран Мартин Ефремов за председател. И во формирањето на новото раководство мене ми беше предложено од страна на Мартин, председател, да бидам помошник генерален секретар, кој што ќе биде задолжен за шумска, судска и затворска полиција. После неколку пати разговори со Мартин, ја прифатив јас таа работа, да ја водам таа функција и барем до сега сум задоволен од конструктивноста од страна на раководството комплетно на Независниот синдикат на полицијата и од разбирањето на проблемите кои што треба да се решаваат од целиот синдикат. Затоа што силата на синдикатите е обединувањето. И ние како судска полиција само или шумската полиција како шумска полиција, ако се разединиме, тогаш немаме ништо. Но вака заеднички во НСП, како што сме групирани, тука е поддршката, штом ја имаме едни со други и со работката, тука е силата на синдикатите. Моменталното раководство на НСП, мислам дека стварно, јас сум повеќе години, но сега е стварно стручно работењето. Сега се оди стварно со да бидат прочитани работи, према закон да се оди. Гледам дека учествувам во сите процеси како помошник генерален секретар на работата на СП. Гледам дека успеси веќе и во полиција веќе имаме диалог со министри, со министерот. Шумска полиција исто немаат бенефициран стаж и таму веќе во разговори со министерот за земјоделие и шумарство веќе договорено дека треба да се, и тоа е во процес на изготвување и за нив за бенефицираниот стаж, изготвување во шумската полиција за колективен договор, затоа што можам да се пофалам дека ние како НСП сме репрезентативен и мнозински синдикат на ниво на Министерството за земјоделие, не е само за шумска полиција. Туку на целото Министерство за земјоделие ние сме репрезентативен синдикат и сме најброен синдикат во тоа министерство со членови. Така да не може не може, туку мора да бидеме вклучени како синдикат во било кој промени во Министерството за земјоделие кој што се случува, макар што нас не интересира делот за шумската полиција. И не ни сакаме да навлегуваме да правиме проблеми на други полиња во тоа министерство, ама за шумската полиција
и администрацијата во шумска полиција, ние веќе е договорено и ќе се изготвува нов колективен договор, каде што ќе бидат унапредени и нивните права. И тоа е придобивките на она што го реков, колективноста, работењето заеднички. Неодамна е формиран и Сојузот на синдикати Пета сила. Што очекувате од овој сојуз? Пак идеме на ова. Колку повеќе се групираме, толку сме посилни. Во моментот како синдикати регистрирани на национално ниво, постојат 3 синдикати кои се регистрирани на национално ниво. Тоа е Сојузот на синдикати на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати и сега Сојузот на Петта сила. Петта сила, Сојузот на синдикати. Ние го регистрировавме овај, да речам, Сојуз, Петта сила, кој што го крстивме, од причина затоа што одевме со идејата дека со самото групирање ја добиваме силата. Но ние како НСП, првенствено, не се пронаоѓавме со членување нити во Сојузот на синдикати, нити во Конфедерацијата на слободни синдикати. Така да, не сакавме само како проформа, ајде некаде да бидиме. Сакавме, кога веќе членуваме негде, да одиме со идеал кој што ќе го делиме сите. И поради тоа иницијативата за формирање на ваквиот сојуз потекна од нас, од Независниот синдикат на полицијата. Се формираше званично, е формиран некаде октомври месец, ако не грешам, излезе регистрацијата на овој сојуз и веќе имаме напредок со тој сојуз и во приватен сектор и во јавниот сектор, се повеќе и повеќе го афирмираме и има работници кои што веќе стварно го препознаваат искреното и добронамерното работење на овие луѓе во тој сојуз кои што се веќе членови. И се повеќе и повеќе ние добиваме поддршка. И мислам дека ако продолжиме со вакво работење на ниво на Македонија, дека во наредните барем 2-3 години, затоа што сака многу работа, ние ќе можеме да парираме на Конфедерацијата на слободни синдикати, да не зборувам веќе дека и на Сојузот на синдикати на Македонија ќе почнеме да му се приближуваме и дури ќе почнеме да размислуваме за, макар што јас одам стално можда понапред со мозокот од што треба, ама за добивање на репрезентативност на национално ниво на Македонија, па така да можеме како равноправни партнери, како сојуз, да седиме со влада, да разговараме и за приватен, и за јавен сектор, за работниците, за колективни, општи колективни договори, закони и се кои што ќе ги засегаат и кои што ќе му ги унапредат правата на... Затоа што тоа е целта. Ако синдикатот не успее да ги унапреди, па не е синдикат многу грешна представа. Ние кога почнавме да работиме со синдикатот, во тоа е проблемот. Направена беше представа кај работниците наследена од Сојузот на синдикати, дека синдикатот е за полоњка прасе или дрва на рати да земи. И ништо друго. Тука завршуваш. Ние упорно пробваме да покажеме дека не, синдикатот не е за да ти дај полоњка прасе на 3 пати да го платиш или 4 пати. Кога ќе успееме ние да ти ја зголемиме платата, тогаш ти нема да ти треба прасето преку синдикат да го купуваш, туку ќе одиш ќе си го платиш на големо, во готово. И тука мислам дека ќе успееме со оваа работа да сватат работниците и од приватниот и од јавниот сектор дека целта е та на синдикатите и колку поќе се обединваме и искреноста во работењето и искреноста во делувањето ќе ја препознават и ќе ја препознат допрва и ќе имаме успеси со ова, да речам, со Сојузот на синдикатите Петта сила, кој што го формиравме. Ние имавме, не знам се колку вие сте запознати, ние дури имаме формирано на ниво, на меѓународно ниво,
Балканска унија имаме. Ние сме членка на Балканската унија на полициски синдикати и иницијативата тргна од овде, од Македонија најмногу, и е формирана Балканската унија, каде што Србија и Црнагора и Македонија, независните синдикати на полицијата веќе се членки. И ние работиме и на то ниво на правење на Балканска унија, каде што ќе бидат и Словенија, и Грција, и Албанија, и сите да ги опфатиме, Бугарија, сите балкански земји да се опфатат во таа Балканска унија. Затоа што пак, именно, колку што е помасовноста, колку што е поголема, толку е по-големо влијанието, по-голема е моќта на синдикатите и на работниците. За крај, што би им порачале на вработените во судската полиција? На вработените во судската полиција можам да му порачам само дека како досега што имавме трендот на зголемување на членството, да продолжиме и понатаму, затоа да се зголемува членството. Затоа што колку побројни сме, колку пообединети сме, толку поголема ни е силата и дека нема да ги оставиме на цедило вработените и дека стално ќе видиме како синдикат заштитници на работничките права. И дека ќе има, јас се надевам дека за многу брзо време ќе почнат да се гледат многу поголеми резултати во опремување, во плати, во додатоци и во се кај судската полиција. Бенефицирани стажови и сето тоа, дека ќе се види кај судската полиција вредноста на овој синдикат. Ви благодарам на гостувањето. И јас вас ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Се гледаме во наредна епизода. Поздрав!